Повод за средбата, новата песна која трае 13 минути и 41 секунда. Не, мислам дека 13 минути тачно трае. Тачна 13 минути. Да. Која беше планот, логиката? 13 е, тоа како што знаеме, баксузен број, така да тоа беше намерата. Така една малерска песна е тоа, што треба да постои и не треба да постои. И тоа е една од причините зашто е 13 минути, тачно. Од млад рап артист пишуваш паметни срања. Тоа што може Мање више. Зошто трап? ајде се. Иде ли трап и паметен текст? Иде у некој контекст. Ако е контекстот однапред интересно осмислен и не знам, иде затоа што намерата ми беше на некој начин да се иронизира целиот трап момент, што више у последно време фати еден замак по-голем. Јас дека мене генерално не ми смета целиот тој бран, ако е у добри раце. Така да има добри ствари што искочија со трап позадина, али занимљиво MC може да оправда целата ствар. Има една поширока тематика што не знам како у 2-3 збора може да ќе можам да ја објаснам, али не ми текнува на тие 2-3 збора моментално. Цела намера е да биде овака песна има елементи на иронија, елементи на коментар, елементи на има се по нешто, така да као едно джрни е такво што се дешава. Почиња од почеток со еден репрезент, генерално суптилен репрезент, кај што после се преточува во еден диалошки момент. Исто дека суптилен, не знам дали може на прво слушање да се примети, тоа е меѓу мене и уште еден што сум ја, ама не сум ја, него еден со ваков глас. И држ не да има едно, као еден бетал, да речем. Конфликт. Условен, да, конфликт. Од таму, тоа е као структура некоја, една структура е поделено на едни подструктури целата песна. Се деси битов и ми инспирираше тоа да го напишам, не беше нешто, како што кажав, трап е исто дека широк поим, така да може, ако е у фини раце, ако фино се искористи, може да испадне нешто доста занимљиво. Порава е да биде, влече паралела целото тоа со нештото со кое што ми е моментално приоритет, со кое што се бавам, тоа е речеме глума, као театарска, филмска евентуално. Целото тоа е представено да изгледа како еден перформанс, у еден стив, да истера, значи да почне така, да има пикови, да се спушта доле, да менја насока. Мислам дека од се има по нешто, само суптилно се прелива од едно и друго. И усреди цела работа е што ова X е наслов кој што овака нај-мейнстрим причина за тоа е 10-ка бројка, 10 години сум активно пасивен у рапот. Така да ова е некако као прославување на тоа. 10 годишница. Да, 10 годишница, пошто не обично се вади албум или нешто, не знам, некое збигнување се дешава, можда лайф или оно, некако нема можности баш тоа да го Лайф од која немаш рука? Кој има одамна, има од 2009-2010 можда. А ти се десила ли некато некоја представа, типа бараат, баш некој рап момент да изглумиш или да... Да? Прва професионална представа што се деси, го имаше тој елемент, тоа се беше 2012. Така да бев еден лик кој што е онаков
современа варијанта на гуслар, кој што нели он обично пее и свирка на тоа гуслада. И овде беше моментот да биде со микрофони и да ги опишува ситуациите. Така да беше текстот, што имаше, нема везе, драмата си беше таа една и се од неа требаше да се направи некако да звучи тоа како рап. Цели делови што ќе биде као на некој начин наратор цело да. И се дешава действие на сцена и ја требаше со рими да го пишам тоа, да. Со флоу. Али да не биде онака најтипично, од прва лопта рецитирање кој што може да се деси у театар, него да има некоја малце по-комплексна структура. Тоа ми беше исто идеја. Актерската игра. Тоа се задешава, тоа е нешто што више станало као некаква професија, се да кажа работа. Али е нешто што така си тера и вајде дека се деси некој проект во скоро време. Сега моментално едно одмарање целата работа. Значи има време за рап. Има време за рап увек, да. Генерално кој сака нека чуе песна или антипесна, мислам дека не е за може да засече уво, ама има ствари унатре што после некое второ, трето слушање би се приметиле евентуално, пошто се бавев многу со детали тука и чисто ја кога ќе чувам после некое време да си кажам во моментов, детали ситни и искочи као лирик видео варијанта, така што кој ми тешко да пратат текст може да се чита. И плюс намерно го направи искочи така, пошто има нешто што не се слуша, а може да се прочита или нешто што може што се слуша, а нема да се прочита. Така една игра таква се ствари. Тоа лирик видео знае да биде условно на моменти, знае да биде намерно не по песната. Така да една таква игра има унатре. Тука сум подвижен, парадокси финомije, ne mrdam od tuka. No i moram da priznam, ja sum crnec.